Здраво, јас сум адвокат Весна Тренковска и денес би сакала да позборуваме малку во однос на претходни мерки. Претходни мерки се опфатени во Законот за обезбедување на побарување и истите се изрекуваат во одредени случаеви предвидени со законот. Многу често доверителите, односно тужителите, се наоѓаат во ситуација да тие поведат тужба, односно постапка по тужба за наплата на некое свое парично побарување, независно дали е по основ на фактура, по основ на надомесна штета, некаков долг и така натаму, но по донесување на првостепената постапка во нивна полза, тие не се во состојба да го наплатат своето побарување, бидејќи тужениот, односно должникот, поднесува жалба се со цел да го осуети побарувањето на доверителот, односно да го оневозможи или да го одложи. Сега, во ваков случај, доколку доверителите сметаат дека постои опасност од одложување и ненаплатување на нивното побарување, а за тоа имаат аргументирани докази дека можеби тужениот ќе оди во стечај или ќе го продаде целиот имот со кој што располага, или ќе го оттуги кон своите наследници и така натаму, секој случај е индивидуален, тогаш доверителот до надлежниот суд кој што ја водел судската постапка има право да поведе постапка за изрекување на претходна мерка се со цел да го заштити своето побарување. Предмет на заштита на побарување е парично побарување и тоа треба да биде утврдено во судска пресуда, која што може да биде правосилна, но не извршна, и може да биде и неправосилна и неизвршна, потоа може да биде платен налог заради некое парично побарување, одлука по основ на судско порамнување или одлука донесена од некој управен орган. Исто така, предмет на заштита со претходна мерка може да биде и законска издршка, и тоа идно побарување за законска издршка во период од 1 година, побарување по основ на исплата на доместок заради изгубена заработувачка, односно изгубена работна способност и наплата на побарување за издршка по основ на смрт на давателот на издршката. Значи, во однос на оние побарувања кои што се однесуваат на издршка, може предмет на обезбедување да бидат и идни побарувања до период од 1 година, а сите останати побарувања може да бидат доколку побарувањето не е извршно, односно доверителот не може истото да го наплати. По поднесувањето на предлогот, судот, доколку смета дека е аргументиран и основен и дека навистина постои опасност од негова ненаплата, може да издаде оваа претходна мерка и во решението кој што ја издава, тој наведува кој е износот кој што е предмет на обезбедување, тоа треба да биде главниот долг со камати и трошоци во постапка, потоа времето за кое што се изрекува и каков вид на мерка се изрекува. Значи, може да биде изречена една или повеќе претходни мерки заради заштита на ова побарување. Видови на мерки за изрекување на претходно побарување може да бидат попис на подвижни предмети, потоа може да биде забрана за пренос на средства кај носител на платен промет или обезбедување по основ на забрана за располагање со одредена недвижност. Во зависност од тоа за какво побарување се работи, односно видот и висината на побарувањето, судот изрекува една од овие мерки кои секако треба да ги предложи доверителот. Сега, рокот на траењето на мерките може да биде најдолгиот рок може да биде 15 дена од извршеноста на пресудата на која што треба да и се спроведе извршување, односно треба да се спроведе нејзина наплата. Сега, доколку судот изрече вакви мерки, но доверителот и покрај тоа што створил услови да го наплати своето побарување, тој истото не пристапил да го наплати, тогаш по барање на должникот овие мерки се укинуваат, а должникот има право на надомесна штета поради тоа што тој не можел да располага со своите средства, со својот имот, движни и недвижни ствари, по барање на доверителот. Значи, во законот се предвидени точно услови поради кои што може да се запре оваа претходна мерка и точно услови поради кои што истата може да се издаде. Сметам дека овој тип на заштита, особено за доверителите, е многу важен и со цел да го заштитат своето побарување, бидејќи тие многу често се наоѓаат во ситуација да истото не може да го направат, односно влегуваат во судски постапки, вложуваат своји средства надвор од тоа што представува долгот и на крај истите не можат да го наплатат. Од овие причини апелирам на се поголема примена на овие претходни мерки. Ви благодарам на вниманието и сметам дека истото видео ви беше од помош. Се гледаме во некое друго видео.